сите реки во Македонија, со својата бистрина, со количеството на водниот протек, со својот тек, со својата живописна долина и разновидна фауна што живее во неа, посебно внимание привлекува реката Треска, или позната уште под името Велика во Кичевско и Голема река во незиниот среден тек. Во јужното подгорје на планината Бистра, или поточно таму каде што се доближуваат трите убави македонски планини – Бистра, Стогово и Караорман, од голем карстен извор се раѓа реката Треска. Токму ова подрачје представува и вододелница меѓу Јадранското море преку реката Радика и Егејското море преку реката Треска. И веднаш по изворот, само по неколку километри наидува првата притока. Се вика Студенчица. Треба да се запомни првата притока, зашто ова е последно нејзино видување и можеби последно перење на јамболи во оваа бистра како сол за вода. Од утре, преку регионалниот водовод, единствен од таков вид во нашата република, што веќе е изграден, овие води ќе потечат кон Прилеп, Македонски Брод, Крушево и кон близу 70 помали населени места од 3 општини како вода за пиење. Низ богатото Кичевско поле Треска минува бавно, мрзливо и змиулесто. Бистра е и мирна. Гледана оддалеку и од високо, особено од кај црквичето Бигордоленско, прилега на пат обраснат во зеленило. Во Кичевското поле Треска има многу мал пат, би рекле незначителен. Ова се чаркови. Се сретнуваат по целата должина на реката. Гледани од подалеку, личат на ветерници, а нивната намена е сосем поинаку. Една од карактеристиките на Треска е таа што по целата своја должина е пониска од земјиштето и како последица на тоа, водата од неа најпрвин треба да се искачи и да се изравни со земјиштето, за потоа да послужи за наводнување на нивите. Од левата страна Треска прима 3 поголеми притоки. За Студенчица веќе говоревме. Ова е сливот на Зајашка река. Долга е 27 километри, преку целата година е богата со вода. Исклучок е летниот период, кога поради наводнување, до таа мера пресушува, што се има впечаток дека е тоа обична бразда. Овој мирен слив на Зајашка река во есенските денови, кога има поројни дождови, знае да го преполни коритото на Треска, да довлече дрвја и камења и да направи пустош на посевите и овошните градини околу реката. Богатото Кичевско поле Треска го напушта кај селото Латово.
ovde navlegува во првата клисура, латовско-русјачка, што е формирана од карпите на Бушева и Песјак планина. Клисурата не е многу долга, но е доста живописна. И патот од Македонски Брод за Кичево се пробива низ оваа клисура, што се нарекува Тапанче или Бродска клисура. Ова е најгорниот дел на географското подрачје Порече, што се протега надолу по реката Треска, се до селото Здуње и Брезница по должина од околу 60 километри. Од каде името Тапанче на оваа клисура? Додека пловиме и ги откриваме по интересните кадри од овој дел на реката, да се потрудиме да одговориме. Некогаш и во поделечното минато, како впрочем и сега, низ оваа теснина, низ која и Треска се пробива тешко, минувал патот што ги поврзувал Македонски Брод и Кичево. За арамиските банди ова место било вистинска строга, патниците да ги ограбат, испретепаат, а понекогу и да убијат. Поради ова, на дел од патот турската власт организирала дервенска стражарска служба, што се состоела во тоа дервенџи и стражари да го контролираат патот и со тапанче да објавуваат дали е преминот низ клисурата слободен. Кога се патува од Прилеп кон Кичево, или обратно, треба да се мине реката Треска. Тоа минување е во брод. Значи брод е премин преку Треска. Инаку Брод е стара населба и се споменува уште од 1300 година, кога кралот Стефан Урош II му го дарувал на манастирот Свети Ѓорѓе во Скопје. Денес Брод е политичко-административно управен, просветно-културен и стопански центар на општината. Од старини во Брод снимаме два објекта. Сарајот на Асанбек, заедно со скалите што водат од дворот на Сарајот до Теќето, за кое ќе кажеме нешто повеќе подоцна. Скалите само до пред една година беа во иста состојба како некогаш. Сега, како што се гледа, тие се обновени. Во времето на петвековното турско робство, многу цркви и многу манастири биле уривани и преправани во џамии. Таква судбина доживеала и оваа црква посветена на Свети Никола. Била претворена во Теќе, турски манастир со дервиши, но ја зачувала и првобитната намена. И денес овде идат и се молат христијански и муслимански верници. И едните и другите палат свеќи, едните од восок, другите од лој. И истоветно се колнат во Господ, првите во Свети Никола, а вторите Живми Адрбаба, пак Свети Никола. Велат дека е тоа единствен случај кај нас во Македонија, во исто светилиште да се молат верници од две вери. Најстар културно-историски споменик, непосредно во близина на Македонски Брод, нецел километар северно на патот за блиското село Требино, е црквата посветена на Свети Димитрија. Сместена е на доминантна височинка со прекрасен поглед на околината. Обкружена е со стари гробишта и големи стари дрвја, што ја зголемуваат мистичноста на ова место. Пред нас е средновековна црква, делумно зачувана или поточно речено напуштена од грижата на човекот. Без покрив, обрастена во капини, полна со змии и желки, оддава впечаток на змијарник. А во неа, особено во олтарниот простор, е зачуван дел од прекрасен живопис. Како по некое чудо, дел од прекрасниот живопис обстојал за да предупредува и обвинува што сме оставиле да пропадне. Во апсидата е представена Богородица со малиот Христос во медаљон. Под неа и околу неа стојат светители и заслужни христијански личности.
Уметничкото ниво и техниката на изведбата на фреските се мощне впечатливи. Живописот и црквата настанале веројатно на почетокот на 17-тиот век. Години, векови обстојале, но прашање уште колку можат да го издржат забот на времето и човечките негрижи. Откога ќе излезе и ќе ја напушти латовско-русјачката клисура, треска кај македонски брод се расширува и го менува правецот на движењето. Откога ќе се одбие од разграноците на планината Друутица, овде скоро наеднаш лактовидно скршнува во правец југ-запад. Бреговите на треска речиси низ целиот нејзин тек се обрастени со густа шума од врби, евли и други дрвја, така што сончевите зраци одвај се пробиваат до бистрите води, па затоа водата на треска во текот на целата година е студена и непогодна за капење. Растителната покривка во сливот на треска не е еднолична и е одраз на климатско-хидрографските и морфолошките, како и педолошките услови. До македонски брод се чувствува нешто изменето медитеранско влијание. Летата се суви и топли, а зимите благи. Затоа и среќаваме медитеранска вегетација изразена со зеленика, шиншир, диви смокви и други растенија. На околу 5 километри северно од Брод, треска формира голем лак, вртејќи околу ридот Девини кули. Ридот е карпест, сосема тесен и со стрмни странични падини. Само челото му се спушта благо кон исток до коритото на реката. На источниот крај на сртот и денес стојат најмаркантните остатоци од средновековен град. Од брамбени зидови и во нив две кули. Тоа е горниот град, широк 100 метри и долг околу 200 метри. Најцврсто е градена средишната кула, замислена како седиште и последно засолниште на господарот. Од неа денес уште стојат делумно зидовите од првиот кат со кости пушкарници. Кулата секако имала повеќе катови. Во горниот град тврдина живееле господарите на овој крај, византиски и словенски со својата послуга, стражари и дворски луѓе. Од тука го наблюдувале градот под нив, околниот крај и патот по должината на треска. Во народот живее легенда дека кулите ги изградил крали Марко за сестра си Дева. За втората сестра Пешна изградил тврдина во соседната истоимена пештера што прекрасно се гледа одовде, а за третата Кича изградил град Чичево. Така вели народното предание. Но вистината е сепак поинаква. Во подножјето на Девини кули лежат траги од Подградие. Тука се ширел долниот град со површина од неколку хектари во кој живееле занаечиите, трговците и другите слободни луѓе. И тој бил заграден со одбрамбени зидови што ги подкопала и ги однесла треска. На јужната страна најдобро е зачувана големата четвртеста кула, во народот позната како Зандана. И нејзините темели треска постојано ги мие и ги подкопува, како да сака да ги однесе со себе во неврат. Најмногубројни се наодите од стара згура, остатоци од топено и преработувано железо, но и олово, хром и други метали. Ова е доказ зошто постоел градот Девини кули и од што живеел. Археолошки наоди, парчиња од стара керамика и пари кажуваат дека на ова место пред средновековниот град Девич постоело едно рановизантиско градче
Пред него римско, уште порано хеленистичко. Тоа е временски распон од преку 2000 години. Девич е всушност стариот центар на поречето од најраната историја па до турско време. Дури под турците, кога рударството во овој крај замрело, опустели градот Девич. Тогаш турските бегови за седиште го избрале Брод. Од тогаш полека тој ја презел улогата на центар на поречето и тоа останал и денес. Под стрмните карпи на Девич, на мало плато над реката Треска, зад еден 100-годишен чинар стои убава средновековна црква. Осамена е и запуштена. Далеку се и околните села, а сепак мртвите ваму ги носат и ги закопуваат околу неа. Однадвор црквата е убаво украсена со белкан бигор и редови тули, а дзидните површини разиграни со слепи ниши што се горе засводени со прозорци и со издадени лезони. Челните страни завршуваат горе со полукружни тимпанони. Црквата е горе засводена и носи многу голем тамбур, чија калута одамна пропаднала. Тамбурот го представува главниот украс на црквата однадвор. Има 8 тесни прозорци и 8 тенки столбчиња меѓу нив, изделкани од бигор, а прошарени со појаси од по 3 реда тули. Влезот стои на западниот зид, украсен со 3 ниши во кои стоеле фрески. Од нив одвај останала некоја трага и денес никој не памети кому му била посветена црквата. Внатрешноста на црквата е архитектонски расчленета. Пред дворието и оталниот простор имаат свод, а средишниот кораб и купола. Стилот на градбата на црквата упатува на 14. век. Интересна и необична е поделбата што ја прават местните жители за поречето. Тие ги делат селата на горно и долно порече. Долниот дел на реката го викаат горно порече, а горниот дел на Треска, токму каде што сега пловиме, го викаат долно порече. И покрај сите настојувања не можевме да најдеме објаснување на ваквата поделба. Реката Треска многу се разликува од другите реки во Македонија. Природно-географските услови на сливот условуваат голем број извори по должината на целиот тек на реката. Така, по Шарската планинска област, сливот на Треска по многобројноста на изворите е еден од најбогатите. До сега се регистрирани над 84 извори, од кои секој дава над 1 литар вода во секунда. Нивната појава е тесно поврзана со настанокот и развојот на долината на Треска, со геолошкиот состав на земјиштето и со геоморфологијата на сливното поречие. Тие се појавуваат привлижно равномерно од самиот извор, па се до сливот на Треска во Вардар, што не е случај со другите реки во Македонија. Ние веќе ви покажуваме некои од тие извори. Може би е потребно некои од нив да споменеме по име. Флогоец, Девички извори, Асаноец, Слатински, Колубос, изворите на Беличка река, Садикови воденици и други. Наспроти средновековниот град Девин и Кули, од десната страна на речниот брег, таму кај што има и најмногу извори оддалечени еден од друг на мало растојание, општината Македонски Брод има изградено мощно привлечен угостителски објект, мотелот Пешна. Атрактивноста ја зголемуваат базените за одгледување на калифорнијска пастрмка, изградени во дворот на објектот. Интересно е потеклото на изворот Асаноец, што извира непосредно до левиот брег на Треска. А еве зошто. Одговорот го побаравме во село Крапа.
Патот не одведе на 5 километри десно од брегот на реката. Таму, високо горе, е распослано на една височинка селото Крапа. Низ него минува Крапска река. Ништо необично, но необичноста е во нешто друго. Ретко имаме во Македонија реки понорници, а Крапска тоа е. Еве погледнете. Овде понегира Крапска река за по 3-4 километри и од која ќе го мине коритото на Треска, одново да се појави како извор. Овде треба да кажеме дека ние понирањето на Крапска река го снимавме во летните месеци, само неколку дена по пресушувањето на реката. На слегување од селото Крапа мора да се мине низ местноста Барбарос. Тоа е еден превалец низ кој минува патот од Прилеп за Македонски Брод. Загадачно ни е името Барбарос. Веднаш асоцира на известни историски настани и личности од минатото, поточно од крстоносните војни. Но на што не е загадочно е патот што минувал овде и што ги поврзувал Пелагонија од една страна и Полок од друга страна. Постоењето на тој пат е потврдено низ повеќе историски записи. Уште повеќе, за него зборуваат многобројните урнатини крај патот. Еве една од нив. Неполн километар источно од стариот град Девич лежи пространата пештера Пешна. Од неја избива понорница со силна вода. Пештерата е долга околу 100 метри, широка близу 50, а висока наместа и преку 30 метри. Оформена е во варовничките доломити и од озгора проткаена со водни жили кои постојано го нагризуваат сводот на пештерата и уриваат големи блокови надолу. Овие блокови го затрупале подот во внатрешниот дел од пештерата со огромни наслаги. Подпаднатите карпи исчезнале и старите градби, а останале поштедени само на влезот од пештерата. Влезот бил затворен со јак одбрамбен зид во коса и искршена линија, зачуван и денес во својата јужна половина. Како што се гледа, северниот дел го подкопала и го урнала реката. Зидот е висок над 7 метри, широк 3, а на најчувствителното место е дуплиран и има дури 6 метри. Непробоен и за денешна артилерија. Внатре има преградување, простори, се гледаат остатоци од влезните порти од двете одделни градежни фази. Зидот бил изграден во римското и повторно обновен во рановизантиско време. Очигледно е дека тврдината Пешна била во врска со градот на Девини кули. Во пештерата безбедноста била целосна. Во текот на многу векови, во неа престојувале локални воени гарнизони со своите заповедници и со нивните семејства. Тие тука и ги закупувале своите мртовци, зашто сведочат за сводените гробници пред влезот во пештерата. Положбата на темната и таинствена пештера наспроти градот го објаснува името на Девини кули.
Ловиме и го слушаме објаснувањето од професор доктор Иван Микулчиќ. Историјата не знае за никаква сестра на крали Марко по име Дева. Дева е добро познато и распространето верување кај сите словени од предхристијанскиот период, значи од вековите кога се населувале во Поречјето и во другите македонски области. Дева, Дава, Девица или Девина е големо добро божество на светлината и горниот свет, а покрај неа редовно се спомнува и незиниот пандан, црното божество на подземјето и долниот свет. Се славеле обично заедно, на двете страни од некоја река, каде што стоел некој необичен рит или карпа, а спроти нив пештера. Токму како во нашиот случај. Од настрана на реката Девини кули, а од спротивната пештерата Пешна. Кога христијанството им било натурено и на македонските словени, ова верување не е заборавено. Напротив, завиткано во преданијата се пренесувало од колено на колено. Во нашиот случај го завршува раскажувањето професорот Иван Микулчиќ, поврзано е со еден друг голем народен заштитник, со крали Марко. Тивко и спокојно е патувањето по реката. Може да се размислува и да се патува низ времето, наназад со години, со векови. Да се споменуваат војните, земјотресите или невремињата што минале, за кои историјата секогаш остава дири, негибнати. Зар зачуваните бедеми и тврдини, како траги на исчезнатите цивилизации, не говорат за тоа? Од памтивек не е непознато рудното богатство на Поречето. И првите топилници на железна руда кај нас веројатно потекнуваат од ова подрачје. Но на што досега не било познато, се неодамна откриените големи наслаги на црн мермер, редок можеби единствен пример кај нас во Македонија.